Уште на самиот почеток, кога ја почнавме приказна, кажавме дека ние ќе бидеме вашиот медиум, односно медиумот каде што ќе може да ги следите вашите приказни. Зошто? Затоа што знаеме дека преку секоја приказна, лична, инспиративна, емотивна се пренесува знаење. Денес во ова издание на приказна ќе ве потсетиме на сите оние инспиративни изданија кои што ги споделувавме во минатите изданија на приказна. Останете со нас. Јас сум Ерзана, 25 годишен студент по мастер студии во Тирана и ова видео е краток расказ од моите последни 5-6 години откако преживеав акутна милоидна леукемија и се излечив во државната болница во Скопје и потоа во Фленсбург во Германија. Најстрашниот дел од болеста е самото име и стравот од тоа што ќе се случи со мојот живот. Дали ќе сум од тие што ќе преживеат и сето ова да биде само едно лошо искуство со среќен крај. Бев 20 години кога дознав за болеста, немав толку многу информации за ова болест, ни за процесот на трансплантацијата. Дури не знаев дека трансплантацијата е всушност не е типична операција, туку трае некаде 30 минути и се прима како обична инфузија. Во врска со донорот, сестра ми имаше идентични матични клетки и ги исполнуваше сите елементи за сроден донор. Беше случај што јас го нарекувам среќа во несреќа. Големо влијание беа исто така и моето семејство, кои во тоа време беа многу внимателни не само за моето здравје, туку и за мојата психичка состојба. Од моментот на трансплантацијата лежев речиси 1 месец во болницата на Малтезер во Фленсбург и следните 2 месеци одев за редовни контроли, се додека докторката оценуваше дека смеам да се вратам дома во Македонија. Првите 6-7 месеци имав слаб имунитет, требаше од почеток да ги примам сите ваксини, но со тек на време, со редовно движење во чист воздух, здрава исхрана, од прилика за 1 година му се вратив на нормалниот живот, продолжив со редовни студии, дипломирав, па дури пред неколку месеци го поминав и ковидот без никаков проблем. Мојата порака за сите мои сопатници кои моментално минуваат низ ова патешествие е да веруваат дека ова е само едно поглави од животот, која ќе ве охрабрува и ќе ве научи да го цените животот повеќе од се, бидејќи полоша од болеста е само стравот од најлошото, а најсилен од стравот е инстинктивната единствена желба за живот, а пред се е довербата во Господ. Ви благодарам. Секоја приказна на секое семејство што има аутизам е тотално различна, затоа што секоја состојба на аутизмот е различна, односно има многу состојби од спектарот на аутизмот кои што донесуваат многу индивидуални промени пред се кај детето, а потоа и тоа се носи во семејството. Семејството тотално му се менуваат навиките, пригодите дома, тотално рутините што ги прават сите дома, оние дотогаш му се менуваат, кај секое дете е различно, тоа кај децата со аутизмот е уште поразлично. Значи начинот на кој што ги поставувате дома работите, начинот на кој се играте со него, начинот на кој ако веќе сте работеле дома ќе треба да најдете нов начин како да работите дома, да ги поставите бирото, местото во кујната, како стојат работите. Собата ваша некогаш ќе знае да се претвори во цела една арт галерија со шкртаници под зидови, шкртаници доле, исечоци од букви, бројки на секаде, знаци кои сигнали кои што на детето му значат нештото за да може да комуницира во просторот, затоа што секое дете аутистично дете што е дете во спектарот си има
свој да речам предизвици во поглед на комуникацијата и социјализацијата со околниот свет, живее во свој околен свет и си дава свои сигнали, места кои што може низ просторот да функционира со тие простори. Така да секој родител мора да се навикне на сето тоа за да може да функционира со детето. Образованието е посебен предизвик за децата со аутизам, особено нели, тоа тргнува уште од најраната возраст, нели, ако збориме за самите градинките, ако збориме колку тие треба да бидат подготвени за да ги примат децата со аутизам, што треба да имаат како персонал, како кадар, како грижа, како едукација за сите ние. Зашто секој дете со аутизам си е посебно на свој начин и бара свои потребни потреби да се спои со тие дечиња таму за да може нели да се игра со нив, но и да добие некоја грижа и едукација. Сега во нашите градинки има малку оној кадар што потребен што треба да има од аспект на дефектолози, психолози, логопеди кои што треба да понудат секојдневна грижа континуирана, а не да биде тоа еднаш неделно или еднаш во 2 недели да помине некој од тој кадрот колку шкртка една да се направи таму извештај дека тоа е извршено, нели, и сите сме на чисто, а детето не добива потребната грижа и каска би рекол во развоја затоа што нели не му е доделено она што треба да го има секојдневно за да добие развој. Има многу тешки денови, мачни денови кога ќе се заглавите у нешто, кога ќе се заглавите исто како што аутистичните деца често се заглавуваат во некоја состојба, во некоја појава, некој настан, во некој предмет, во некој нели. И јас се заглавувам некогаш, се мислам, тешко е, има денови со аутистичните денови кога многу се смееме, некогаш многу плачеме, викаме се, караме, ама пак се гушкаме, знаеш, таа една чиста љубов што владее со ова ти дава надеж дека мора да биде, знаеш. Ние сме дел тука сега и сите ние учиме, како што реков во целиот овој процес. Мора да научиме како да и ние да бидеме подобри луѓе, но и аутистичните деца, ако не гледаме само нивната пречка, туку нивните потенцијали, со потенцијалите, они може да ги направат другите луѓе подобри луѓе да бидат. Верувајте. Нели, има во општеството прашање аутизмот дали е зараза некоја, нели? Што е малце чудно, ама ете, го збориме овие работи у 2021. Аутизмот е невролошко нарушување. Значи, аутизмот не е зараза, не е болест. Тоа е состојба која секој различна која секој дете. Например, ако би рекол дека е зараза, поише би рекол дека е зараза со љубов, со креативни работи, со неочекувани, со спонтани работи кои што го менуваат животот на секое семејство и другарчињата, роднините и така натаму. Зашто аутистите, кои видите, они слободно летаат. Кај нив нема мое, твое, нема снобовски, не знам, работи, социјални калапи кои што доаѓаат често од дома до децата, или нема оние дискриминација и стереотипи, не знам, по било каква, по социјална, по етничка, не знам, некои подоби кои што доаѓаат од дома на 5, 6, 7 години и останува. Не, они тоа слободно го земаат животот, но они го дишат слободно, односно, знаеш, без задршка го прават тоа. Попреченоста не е пречка за успех. Ова сигурно го потврдува младата и талентирана пианистка Ема Ананиевска. Ема сака тенис и кучиња. Шопен е нејзиниот омилен композитор, а клавирот е вистинска љубов. Како бебе го изгубила видот. Јас сум родена порано во 7 месец и практично мене попреченоста ми е создадена од инкубатор, што сум имала во почетокот недоволно развиени органи, сум имала крварење во мозок и првите неколку дена било прашање дали воопшто ќе преживеам. Потоа, кога сето тоа како се средило на некој начин, морало нели да бидам во инкубатор и имало ситуација во која што докторката која што требало да ме храни сакала да се одмори или не знам што и дала задача на некоја од сестрите која што тоа не смееле да го прават, меѓутоа ете така требало да биде најверојатно, не знам што да кажам. Сестрата земала да ме храни и наместо во
хранопроводник, почнала да ми вбризгува храна во душник и така ме вратила на почеток практично. Сум почнала да се гушам и за да ме спасат ми била давана многу голема доза на кислород без никаква заштита на очи и така се случило што се случило. Во пубертетот се соочила со лични битки, кои од денешна перспектива ги доживува сосема различно. Морам да кажам дека јас генерално не сум имала некои конкретни проблеми, да сум била, не знам, малтретирана или нешто. Во глобала стварно сум била многу добро прифатена од соучениците од средината, меѓутоа да, тој период во пубертет ми беше многу лош. Сега баш тоа се зафркава многу често дека пари да ми даваат во пубертет не би се вратила. Беше многу тежок период затоа што се чувствував така на некој начин како отфрлена, затоа што сите излегува, јас не излегував, јас морав да зависам од некој, да ме носи, да ме враќа, нели, а тоа е периодот кога нели тука 16-17 години веќе сите почнуваат да излегуваат сами, меѓутоа јас немав услови за такво нешто. И така многу често си поставував прашања од типот на дали јас некогаш ќе можам да се дружам нормално, дали јас некогаш ќе можам да излегувам. Па тука нели следуваат исто фрустрации, прашања од типот на зошто баш мене ова ми се случува, зошто јас не можам да бидам нормална како и останатите и слично. Да, стварно беше многу тежок период и можам да кажам дека единственото нешто што ми помогна да го надминам тој период беше работата, буквално, значи затоа што јас нели бев запишана во средно музичко и имав доста обемен материјал за свирење, за работење и мислам дека тоа е тоа што ме извади од тој период, некако и ме постави, односно ми даде храброст да застанам цврсто и тоа што е, ја прифаќаме состојбата и тераме напред. Процесот на едукација на оваа млада пијанистка не бил едноставен, но љубовта кон пијаното и поддршката од нејзиното семејство ја овозможиле да го развие својот талент и да успее да го представува јавно на воодушевување на публиката. Беше многу тешко, морам да кажам дека беше многу тешко самиот процес, бидејќи јас и од сам старт уште од градинка бев запишана во редовна градинка, не бев запишана во специјалното училиште што е за лица со оштетен вид. Во редовно образование бев запишана и беше многу тешко затоа што немаше никаква соодветна литература. Дури она што го има набрајаво од Сојузот на слепи не сакаа да ни го даваат, затоа што беа лути на моите родители зашто не ме запишале во нивното училиште. Така што моравме да се снаоѓаме да моите родители ми ги читаат материјалите на диктафон, па потоа јас така да ги учам и тоа така течеше се до моето завршување на факултет. Дури за читањето на нотите беше исто така многу комплицирано, затоа што јас немам дома музичари, па мораше да се плаќаат дополнителни приватни часови за да можам да го постигнам целиот материјал. Па некако успеавме да се снајдеме да купиме звучна програма за читање на ноти, меѓутоа тоа веќе беше скоро па на крај од моето образование, да кажам, така што целиот процес образовен одеше навистина многу тешко. Но морам да кажам дека еве и сега драго ми е што еве конечно некако почнува нешто да се мрда од мртва точка, меѓутоа е многу далеку од тоа што треба да биде, затоа што целиот свет си наоѓа начини како да функционира и сите нели се борат за што поголема инклузија во образованието. Ние некако знаеме многу да зборуваме за таа инклузија, никако не ја практикуваме, некако не дали не сакаме, дали нормално тука постои и еден степен на неедуцираност кој што е огромен во нашата земја. Меѓутоа сметам дека доколку се сака, може да се најде начин и дека треба да се работи на тоа и еве сега
ова што се прави со дигитализација на учебниците, вистина имаше момент кој што многу ме изфрустрира, да кажам, на некој начин, затоа што ова можам да кажам дури од кога јас знам за себе, нели нормално дека сето тоа е потребно време да функционира како што треба, меѓутоа според мене ова е најдобрата реформа до сега што се случува во образованието, затоа што ќе даде многу поголеми можности за лицата со било каква попреченост, не само оштетен вид. Музиката ја прави среќна. Ова е нејзиниот сон. Би сакала, не ми е важно каде би бил тој концерт, но искрено се надевам дека во скоро време ќе се случи. Јас го имам тоа замислено дека ќе биде негде на отворено. И мојата желба всушност за тој концерт е да имам куќе водич кој што ќе дојде со мене на сцената и додека јас свирам тоа ќе седи и ќе ме придружува после концертот и не знам, тоа ми е најголемиот сон, можам да кажам. Јас 97 година во март месец сум првиот пат оперирана. Претходно имав на десната дојка напипав едно грудче. Појдов на лекар, ми рекоа дека е масно ткиво. И јас тоа си го врзав во крпче и не отидов воопшто на контрола наредни 10 години. Тоа ми беше катастрофална грешка. Вака Зорица ја почнува својата приказна за епизодата од животот која, како што вели, не само што ја донела неизвестност, страф и предизвици, туку благодарение на бесот кој што го почувствувала во моментот кога ја дознала диагнозата, решила дека ќе се бори и нема на овој начин да го заврши својот живот. Потоа ќерката напипа грудче и ние трчајќи за неа, тоа го извадија, тоа беше бенигно, некое површинско. Професор Крцковски го вадеше и ме гледаше уплашена и сопругот вели она е уплашена, има бетер мака од неа и ми рече наредниот ден да појдам на лекар. Кога ме види рече што си чекал, ова мора подхитно да се реши. Во понеделник, тоа беше негде четврток кога отидов, но веќе во понеделникот бев на програм. Фала Богу беше втор почетен стадиум. Зорица со ракот на дојката се соочува два пати. Прв пат во 97-та, а потоа во 2015 година. Од тогаш наредни 18 години не пропуштив ниту еден преглед. На 6 месеци правев ехо, еднаш годишно мамографија. Последниот пат пред операцијата кога бев на мамографија, лекарката вели ајде да толку години доаѓаш еднаш годишно, да оставиме на година и пол да дојдеш. И само што се спремав јас тие денови да најавам дека сакам да одам на преглед, доживеав еден стрес кој што ме измести буквално од место. После 2 дена на левата страна не можев раката да ја допрам до телото. Почувствував како нешто да ми пречи, кога се пипнав, напипав како пинг-понг топче едно. Беше петок, не може да отидам на лекар, во понеделникот со приоритетен упат отидов и тоа е тоа, повторно канцер, меѓутоа сега со зафатени 3 лимфни јазли. Следуваат операција и хемотерапии, борба од која Зорица повторно излегува како победник. Вели дека човек кога ќе се сретне со оваа диагноза, сваќа многу работи. Тогаш дознава кои работи треба да ги цени, а на кои не треба да им обрнува премногу внимание, бидејќи стресот е најголемиот причинител на оваа состојба. Не е ниту храната, велат, внимавајте што јадете. Треба да внимаваме што не јаде, а не што јадеме. Треба и тоа, здрава храна, нормално. И тоа не тера да се промениме, затоа што сваќаме дека животот е еден и може за секунда да се промени сето. Си посветуваме повеќе внимание на себе. Не е тоа себичност. Јас на моите ќерка, внука, можам да им помогнам. Тогаш детето ми беше, ќерката беше малечка, немаше ни завршено ништо. Како можев да ја помогнам ако јас се јавев малку подоцна и ако ме немаше
Значи, ако сум ја малце посебична да си се грижам за своето здравје, да не се оптоварувам ниту со работа, ниту со непотребни мисли, нервози, нема да можеме да им помогнеме ни на блиските, а камоли себе. И таа ситуација не тера да си го промениме животот. Да го промениме животот, да... Знаете како, велат, направете на една страница, напишете тоа што сакате да го правите. На другата страница напишете што во моментот правите и направите ја промената. Поддршката, отворените разговори, трагањето по одговори на многу прашања се работи на кои не треба да се заборави кога човек поминува низ искушенија во животот, вели Зорица. А токму семејството од Сдруженијето Борка, каде е и координатор за град Скопје, премногу и помогнало за да многу работи ги помине полесно. Ова инспиративна и борбена приказна на Зорица ја завршуваме со најважниот совет. Треба секој да се јави барем еднаш во годината на преглед. Нека отиде помладите, нека одите на ехо. Ако има потреба за дополнително за мамографија, ќе им кажат. Значи, многу е битно контролите да ги прават. Без разлика, не мора ништо да има. Или ако има груче, тоа не значи дека е канцер. Може да е бенигно нешто, може да е циста некоја. Меѓутоа, да не се оставаат без проверка. Реков јас и претходно, мојата основна грешка беше прво што знаев дека имам и не го контролирав тоа. Рекоа дека е масно ткиво, меѓутоа масното ткиво може во секој момент да преиде во нешто несакано. Најбитна е превенцијата, затоа постои нашето здружение да ги едуцира луѓето, да ги потсетува дека треба да направат контрола. Година и пол, може би и две, веќе мака мачам, ако можам да кажам, со оваа состојба, со тоа што на почетокот не ми беше познато и не знаев што ми се случува. Но откако дознав што точно ми се случува, ми е многу полесно се справувам и се поретко се тие моменти на анксиозност или панични напади и така натаму. Знам во одреден дел од месецот кога ги имам, некогаш поминуваат и месеци воопшто да ги немам. Така што дефинитивно мислам дека многу подобро се справувам со тоа, за разлика од самиот почеток кога се плашев затоа што за мене беше непознато. Така што сметам дека сите оние кои што имаат ваков проблем, без разлика дали се јавни личности или не, треба да зборуваат. Пред се со своите најблиски, па потоа и со стручни лица. За среќа имаме многу добри психијатри, психолози кои што ќе ни кажат како потоа да се третира. Дали со шетање во природа, дали во разговор со нив. Не знам, во некои крајни ситуации и лекарства да се земаат, нели? Како и да е, треба да се фати на време, ако можам така да се изразам, ситуацијата, за да може полесно да се справи, затоа што има лек за се, па така и за ова. Веројатно кај мене дојде на некој начин постпородилно. Кај многу жени се случува после породувањето, посебно за лик како мене и карактер како мене. Оние кои што ме знаат дека сум доста темпераментна, комуникативна, постојано сум во движење. И сега мајчинството нели си бара малку поинаков тек на животот, што е и нормално. Да се биде повеќе дома, со децата, посебно во првата година, нели, откако ќе ти се роди детето, нормално е да бидеш постојано со него. Веројатно кај мене тоа ги направи работите да бидат какви што се. Постепено, нели, почнав да се повлекувам и од луѓето и од јавниот живот, за потоа да резултира со некоја анксиозност и страв да повторно се вратам во животот нормално како што претходно сум била. Имаше моменти каде што имав панични напади, за среќа не беа премногу страшни за какви што сум слушала и читала, но моменти кога мислиш дека буквално ќе паднеш во несвест, дека не дај Боже ќе умреш. Но сега за среќа знам дека ништо тоа не може да се случи, дека сето тоа е само во главата. Застанувам, дишам длабоко, најчесто си разговарам само со себе во огледало, ретко знам да се јавам на некој, но избегнувам да го правам тоа затоа што не сакам некој друг да ставам во ситуација незгодна, затоа што не е лесно да се справиш нели со човекот во тој момент, не знаеш како да постапиш. Бидејќи познавам јас други луѓе кои што имаат проблем со такви работи, кога јас во моментот немам паничен напад, некој друг има,
Мене ми е тешко да им помогнам, иако знам како се чувствуваат. Така што генерално пробувам сама со себе да се изборам. Прошетките на водно, разговор со блиските, сега почнав малку повеќе да се движам со луѓе со оглед на протоколите, нели малку е тешко со целата ковид ситуација, но гледам што е можно повеќе да излегувам од дома и да не седам сама и да не мислам на тие моменти. Јас сум позната по тоа што повеќето работи кои што се поврзани со мојата приватност не ги правам со некоја предумисла или не знам кој знае каква подготовка претходно, туку спонтано ми доаѓаат работите кои што сакам да ги споделам, при тоа некому да помогнам. Не да бидам сожалувана од овој аспект, нели сега кога ги гледам работите, бидејќи имаше секакви коментари. Зошто зборуваш, па дури и од некои мои блиски луѓе, не треба да се кажува, треба да се молчи и тоа да се чува за себе. Напротив, сметам дека за ваквите ситуации треба што почесто јавно да се говори. Ние јавните личности превземаме одговорност за многу работи, па така и за ова и сметам дека на многу луѓе помогнав со тоа што решив јавно да проговорам, затоа што добив и многу пораки од луѓе кои што воопшто не ги познавам, кои што споделија дека и тие ја имаат истата мака, многу години наназад, криели од најблиските, се плашеле, па посегнували по апчиња, при тоа и без да се консултираат со доктори така натаму, што според мене е погрешно. Сепак треба консултација со стручни лица за да се знае што понатаму и како треба да се третира. Што беше присудно кога ја донесовте одлуката дека веќе нема да се враќате во домот каде што се случуваше насилството? Поголемиот син доста темпераментен, енергичен, доста талентиран, сакав да оди напред. Јас не им го дозволив тоа на моите родители, да се докажам во образование, да дипломирам, сакав моето дете да биде успешно, за да го продолжи мојот чекор. Случката беше доста жална и трагична кога поранешниот сопруг сакаше живи да не запали. Моментот беше доста болен и тешок, особено за дете кое што 8 години, помалиот син, поголемиот околу 13. Моментот беше на поголемиот син пресуден. Те молам, мама, пресечи, дали сакаш да останеш повеќе со него или не сакаш нас. Одлучи се дали ние или тој. Тогаш и побарав помош од службите, не знаев како да постапам во таа ситуација. Се одлучив за децата, меѓутоа дали требаше некаде да пријавам, па се обратив до Центарот за социјални грижи. И поради специфичноста на случајот моравме да заминеме подалеку од родниот град, од семејната куќа, да дојдеме овдека во Скопје, да започнеме нов живот. Кажете ми како реагираа службите, дали ви дадоа поддршка, ве насочуваа ли што треба да направите, како да се воспостави комуницирањето со таткото на децата, имаше ли некакви мерки? Искрена да бидам, во ниту еден случај не реагира, во никој еден случај не праша каде сме, со кого сме, дали имаме кров над глава, дали децата имаат храна и сите тие работи. Кога дојде моментот да нивниот родител си бара да ги види децата, Центарот за социјално реагираше многу бурно. Да кажам, во однос на прашањата зошто не го сакате вашиот татко, зошто не ги сакате родителите на вашиот татко, зошто не сакате да го видите вашиот татко, а ја знаеа целата ситуација. Тие трауми на децата им беа доста тешки и доста болни. Ниту во еден момент не се обидоа да дадат барем психолошка поддршка на децата. Нели, се оградувам како родител, бидејќи во таква ситуација доста добро се носев, меѓутоа можеше да реагираат за децата. Принудена бев да психотерапии вршиме приватно, во приватен институт, каде што дел од приказните се обидовме да ги избришеме. Таа поставеност во моментот зошто тие не сакаат да го видат сопствениот родител, беше за нив причина плюс за да се вратат назад, а не да појдат напред.
До ден денес не ги има видено собствените деца. Имаше донесена одлука од Центарот за социјално да јас преку 2 недели ги носам децата во кочани и да ги земам по завршувањето на нивното видување, на кое што бурно реагирав по целата ситуација на семејно насилство и преживеаните трауми на тие деца. Јас не сум во состојба, нити финансиски, нити психички, да ги носам секој петок, а да ги зимам секоја недела. И дали треба да биде таа одлука или треба да биде донесена друга. На мојата реакција дадоа друго решение, да децата се гледаат еднаш во месецот со родителот, 1 час, под присуство на социјален работник, за кое до ден денес го нема искористено своето право. Децата имаат одбивност, меѓутоа немаат никаква поддршка и никакво побарување од родителот да сака да ги види, да се грижи, да помага во нивното школување и слично. Рековте дека се разведени, дека има некакви права и обврски и другиот родител кога се во прашања децата. Зошто системот не наоѓа решение за да го вклучи тој дел во поглед на децата. Да. Искрена да бидам, значи ако јас имам веќе деца, сум имал оформена фамилија, поради моите однесувања, тие повеќе не се со мене, меѓутоа јас како родител сум должен да прашам каде се, како се, што се, дали имаат и дали можат да се школуваат. Знаеме дека државата ни помага, образовен систем да имаат, меѓутоа не ни помага во финансискиот дел на нивното образование. Поголемиот син е средно музичко, каде што финансискиот захтев е доста поголем од било кое средно образование. Нажалост, сама се борам. Доста сум благодарна и на професорите од музичкото, каде што му потпомагаат во дел на инструменти, за вежбање, за било која ситуација. Меѓутоа, мислам дека треба да се обрати и другиот родител. Поминаа неколку години, веќе вие го продолживте животот надвор од местото каде што се случуваше семејното насилство. Дали службите кои што го следеа целиот случај ви укажува што треба да направите, како да се заштитите? Имавте ли некакви советувања како да продолжите, особено затоа што знаеме дека често пати финансиската зависност во ваквите семејства знае да биде сопка за продолжување на нормален живот надвор од местото каде што се случува насилството? Не, никогаш. Никогаш, нити насока, нити помош. Неколку пати се обратив за помош во образовен додаток, во детски додаток, правично одобрија, после тоа ги укинаа тие придобивки, да кажам. После тоа немаше никакви насоки, никакви посочувања, никаков правец. Но вие одлучивте и сега сте веќе, гледам, на некој начин среќни затоа што излеговте од вртлогот во кој што и децата и вие бевте на некој начин жртви. Кажете ми, која е пораката, како да се охрабрат оние лица кои што доживуваат насилство? Така да, пред се треба да бидеме храбри и да си ставиме во глава дека ние не сме жртви, туку сме борци. Треба да правиме чекор напред за успешност на нашите деца. Да си дозволиме, бидејќи заслужуваме, да направиме чекор напред. И само едно ќе кажам, дека нема ништо поубаво од мир. Нема ништо поубаво од спокој и од слобода. А тоа го може секој. Така, децата ќе бидат уште посреќни, а и ние со нив. Димитар Џорлев е средношколец во 3-та година во гимназијата Јане Сандански од Струмица.
Неговото име многу често е на листите со освоени медали од надпревари по научни олимпијади од областа на математиката, физиката, информатиката, хемијата, биологијата, како во државата, така и на меѓународно ниво. Најмногу сум горд на европските, светските и балканските олимпијади по математика и физика. Ако треба да одвојам еден, би ја одбил светската јуниорска олимпијада по природни науки, физика, хемија и биологија, на која што освои бронзен медал, се одржа во 2018 година во Ботсвана, Африка. Ако се сака добар резултат, тогаш дисциплината и посветеноста мора да одат рака под рака, вели Димитар. Пред секој надпревар постои и позитивна трема, но благодарение на неа е поодговорен и постигнува одлични резултати. Одговорноста и кон училиштето е негов приоритет, бидејќи тоа му е од огромна помош за сите успеси. Подготовките зависат од видот на надпреварот, па така јас се подготвувам сам дома, па за меѓународните надпревари и за олимпијадите, па претежно се нема толку не збива толку знаење од редовното образование, па користам се со разни ресурси од интернет и со странска литература. Пред меѓународните олимпијади, како имавме подготовки, исто тимот што беше одбран да ја представува Македонија и на ПМФ во Скопје, на катедрите физика, хемија, биологија. Димитар свири и на клавир, а тоа вели дека го опушта и смирува после напорните подготовки за надпреварите, па затоа секојдневно е обкружен со музика, сака и спорт. Во слободно време гледам доста спорт, тоа е моето најголемо хоби. Како омилен спортист би го одвоил нашиот сограѓанин Горан Пандев. Тој е најголема гордост и мотивација за сите нас струмичани. Да, неговите успеси и со неговата напорна работа, тоа е доказ дека се може се кога се сака и кога се работи, кога се вложи труд. Димитар има и сестра близнак која учествувала во неколку надпревари. За во иднина се гледа како студент на некој од реномираните светски универзитети, за да може да биде во контакт со најсовремената технологија во опремени лаборатории, но не ја исклучува и можноста да остане да студира во Македонија. Желбата е да биде дел од големи научни истражувачки проекти. Приказна и во иднина ќе биде вашиот медиум, затоа што вашите приказни заслужуваат да бидат инспирација за некои други. Зошто? Затоа што сите ние сме важни сегменти на ово општество и затоа што сите ние како дел од овој систем знаеме дека заедно можеме повеќе. Среќни празници и довидување до следната приказна.